Почитувани наши слушатели, кажавме дека денеска започнува Мондијалот во Москва. Љубовта кон фудбалот, ви кажав дека посилниот пол ќе го примаме и ќе го привлече пред ТВ екраните, а ние денеска на тема фудбал ќе зборуваме за нашиот град, односно за фудбалскиот клуб Четирце, кој што е во општинската лига, прв и зад себе има една долгогодишна традиција, односно постои веќе 5 децени. Често во студиото на Радио Бум ние што го имаме и првиот човек кој што вложи многу, најпрви многу љубов, многу енергија, за средства веќе и да не зборуваме, ќе му посакаме добре дојде на Зоран Митковиќ. Зоки, бидејќи и приватно се познаваме, ќе ми дозволите да ви се обратам со Зоки. Добро ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Најдов, ви благодарам на поканата што ја добив од вас да присуствувам на Радио Бум. Мене навистина ми е многу чест, бидејќи имаме повод, прославуваме 50 години од фудбалски клуб Четирце. Така е. Ова година славиме 50 години од постоење на фудбалски клуб Четирце. Исто сме први во оваа година во општинска фудбалска лига. Плюс тоа решив на овој јубилеј да се опростам од активно играње на фудбалот после 40 години. Кажете, доста е веќе, но од фудбалот нема да се откажеме, бидејќи сите, нели, кога ќе го кажеме тоа, решив да кажам доста е со играње, нели сите некако со неверување тоа го прифаќаат, бидејќи ве знаат дека сте, односно вие сте и срцето на фудбалскиот клуб Четирце. Така е, управо така ми играчи поставуваат прашања дали се опраштам од се. Не, опраштам се од активно играње, а ќе продолжам да го водам клубот ФК Четирце. Исто така го водам 20 години, од тие 20 години имаме само успеси. Значи, секоја година скоро први или втори. Да им кажеме на нашите слушатели, значи, јубилеот ќе се одржи во недела. Јубилеот ќе се одржи во недела на 17.6.2018 година, а ќе започне во 16.30 во село Четирце на стадион, каде што ќе одиграм опроштален надпревар, ќе составам екипа од мои играчи поранешни и што сум играли во други клубови. Од една страна, од друга страна екипата која игра ФК Четирце ова година се шампиони и на тој надпревар ќе завршам активно играње на фудбал. Ќе ги поканиме и се разбира сите наши слушатели, сите граѓани на Куманово, значи во недела во 16 часот, така? Во 16.30 на стадион во село Четирце, а после тоа во хотел Хармонија Долно Којнаре од 20 часот забава има. По повод клубот, по повод роденденот, и да. 50 годишница и опроштана надпревар. Зоки, да направиме една, ретроспектива. 50 години постои клубот. Да. Некако кога ќе ги слушнеме тие 50 години, тоа се многу години. 5 децении наназад. Вие сте активни таму, значи веќе 40 години играте фудбал, но ќе им кажеме на нашите слушатели, значи не се работи за стара личност, значи само за возрастна личност. Од колку години започнавте да играте фудбал? Од 16 години започнав во Четирце. После тоа имам играно за многу клубови, можем да ги набројам. Имам играно за Клечоце во регион, едина екипа од Куманово што играше во регион, Козички регион. Потоа заминав во ФК Јуниор до Вршане и таму играв у трета лига. Играв во Карпаш кога влезе во втора лига, играв за Чик, влезе во меѓурегионална лига, играв за Куманово 4 години, така да на крајот се врати во Четирце и тука сакам да ја завршам фудбалска кариера. Кажавте дека само успеси има фудбалскиот клуб Четирце. Да. Еве, да им кажеме на нашите слушатели, значи што е, кој е оној врв, кој е оној со што можете, значи, да останете гордина на клубот, фудбалскиот клуб Четирце, иако нели кажавме дека вие си останувате повторно во клубот и ќе си го водите клубот. Па јас сум горд и на клубот и на мои успеси. Значи јас го водам клубот 20 години, 80% се средства мои. 20% донират спонзори или некои други. Така да и за оваа прослава благодарам на сите спонзори кои спонзорираа за да биде прослава завршена како треба. Иначе сум делегат у собрание на Федерација у Скопје 10 години, одам во прва и втора лига во Македонија. Тешко ли е да се обезбедат средства за фудбалот? Во ова време тешко. Тешко, али
со труд може се да се постигне. Љубовта кон фудбалот не ви дава да се откажете од Не, тоа? не, не, не. Никогаш. Па скоро цел живот поминав тука и ќе се борам до кога можам да обстане клубот. Мора да ве пофалиме дека на вистина вашиот стадион во Четирце изгледа убаво, средено. Тоа го одржувате вие лично сами. Лично јас, значи секој втор ден сум таму. Секој втор ден кога одам за село, мора да навратам на стадионот. Да видам дали е опосен. Имам посадено борчиња, ограда менувавме скоро целосно, така да ме влече љубов кон фудбалот и А еве, едно лично прашање, се лутили сопругата, еве, кога поминувате многу време таму? Тоа треба да ја прашате незе. Мислам дека има разумевање, али понекогаш после надпревар, после утакмица, одиме дома кај мене ги водам играчи, имам таму гаража каде што седнеме да се дружите. Носам опрема да пере, али кога нешто, да, разбирање. Кога нешто се сака и кога се постои може, љубов и сепак нели кога ќе погледнеме зад нас дека само успеси има оставено, сепак вреди и некогаш и да се жртвуваме, да бидеме жртви и за семејството и лично за себе. Така, ова ќе остане, мислам и 40 години да се у фудбал, не може да се заборави така лесно. Да, возбудата е голема, Возбуда. Адреналинот е висок. Тешко е. Мислам, тешко е после толку години да кажеш Богу, мама. Време се чини своја. Еден ден и тоа. Значи, уште еднаш ние ќе ги поканиме нашите слушатели, ќе ги подсетиме во недела во 16 часот и 30 минути да се прошетаат до Четирце. Значи, сите оние кои што не знаат каде е Четирце, ќе им кажеме дека е само на 9 километри од Куманово. И ете, сите се добре дојдени да присуствуваат на ова манифестација. Имате ли најава дека ќе имате гости, спортисти, фудбалери? Да. Значи имам најава дека ќе дојдат и од Фудбалска федерација на Македонија, сите спонзори, сите се уредно поканети, се покани и апелирам уште еднаш да бидат сите присутни. Како на стадионот, така и во хотелот Хармонија. Одлично. Има жива музика. Одлично, нели достоинствено да се одбележи и роден денот. Доки ќе ве прашам, еве, за денеска започнува и фудбалското првенство, подготвени ли сте? Да. Јас кажа дека посилниот пол времето ќе го поминува пред ТВ екраните, а дамите да си го посветат овој месец лично за себе. Така е да и ден недела игра Србија тогаш, али среќни сме што игра 14 часот, така да има време да ја гледаме и после тоа да одиме на нашиот надпревар и на прослава. Кажавме Србија. Сакав да ве прашам кој ќе биде вашиот фаворит на светското првенство? Јас сум за Србија, иначе мислам дека Бразил. Бразил, добро, еве, прочитавме бидејќи еве јас не сум голем љубител на фудбалот, но еве, кажавме ги информиравме нашите слушатели дека Бразил има освоено и 5 титули. Так. Претендираат и ова година да бидат, но ете, ги има и појаките клубови како Германија, Аргентина, Шпанија. Има, така е, Франција е тука, али мислам дека Бразил е фаворит број 1. Ние најмногу среќа ќе посакаме на Србија. Србија, да. Па ајде, и да изненадат. Така е. Да. Зоки, многу ти благодарам што одвои време да ни дојдеш да ни гостуваш во студиото на Радио Бум. Ки ти посакаме многу среќа, здравје и се разбира љубовта кон фудбалот никогаш да не ве напушти и да имате кого да учите. Ајде за крај само да кажеме, да ги мотивираме младите. Сакаат ли да играат фудбал? Сакаат ли да спортуваат? Себе во последно време не си заинтересирани многу, ама тоа многу е лоша политика за фудбалот, пошто у Куманово немаме екипа нити во прва, нити во втора лига, каде што имат. Ја кога имав желба да играм во Куманово и тоа желба ми се оствари, затоа се борев. Сега нема, значи тука играат во општинска лига, ако има некоја екипа во трета лига и немат инспирации како порано што беше. Што треба да се направи за да се подигне нивото на фудбалот и еве да се мора да се, тоа го збориме стално и у федерација, мора да се направи школа. Значи Куманово да има школи и да има стадиони. Нажалост Куманово број 1 што нема стадиони. Сите градови други имаат, у Куманово нема и тој што го има не исполнува услови за игра. Да се надеваме дека надлежните ќе го слушнат тоа, дека ќе си ги засукаат ракавите и дека ќе работат, бидејќи стадионот нели си го имаме,
Така е. Единствено така нешто нели треба да се вложат средства, да се реновира. Така. И да треба, се треба да се мотивира. најде разбирање на општинско ниво и фудбалска федерација. И јас ќе бидам најсреќен ако се тоа у брзо време деси. И да упатиме уште еден апел и до родителите, нели, да ги мотивираат своите деца да не седат многу пред компјутери, Така да не е. го поминуваат времето, туку спорт и само спорт за здрав, за здрав живот. Значи малку компјутери и телефони деца ги уназадија назад. Најдобро е да се на спортски терен, барем 2 часа дневно. Кога ова ќе го слушнеме од еден врвен спортски играч, односно од еден фудбалер, значи дека треба да го послушаме и овој совет. Почитувани слушатели, имавте честа во студиото на Радио Бум да го слушнете и Зоран Митковиќ, кој активно со фудбалот се занимава 40 години. Слушнавме се каде што има играно и слушнавме дека љубовта према фудбалот, љубовта према стадионот никогаш и нема да го напушти. Така. Зоки, уште еднаш ти благодарам за твоето гостување. Ти посакувам многу среќа во недела. Исто така и ја ви благодарам на вашите Радио Бум, посебно на вас за поканата и ве повикувам да бидете присутни и вие. Ви благодарам многу. Благодарам јас.